Амбасадорот Јолевски очекува добра излезност на регистрираните избирачи во Соединетите Американски држави на 4 јуни, еден ден порано од гласањето во Македонија. Дава податоци дека се пријавиле 7258 лица, од кои само во САД и Канада 1830. Ова е еден историски чекор за сите нас, за Македонија, меѓутоа и за диаспората, бидејќи за прв пат диаспората ќе има своји представници во законодавниот дом, односно во Собранието на Република Македонија. Зошто може да гласаат и македонски државјани со истечени патни исправи? Амбасадорот објаснува дека еден од условите за либерализација на визниот режим со Европската унија беше издавањето биометриски пасоши. Издавањето на биометриски патни исправи бара одредени техничко-технолошки услови да се создадат и одредена заштита на личните податоци на нашите граѓани. Медиумите деновиве наведуваат дека за избирање на пратеник од американскиот континент ќе бидат потребни само 30 на гласови, со оглед на малиот број на регистрирани. Јолевски проценува дека ќе бидат потребни повеќе неколку стотини, но според него уште поважно е. Без разлика колку се регистрирани како гласачи, во Соединетите Американски држави и во Канада имаме бројна македонска заедница, кој што според различни проценки може биде и над, само во Соединетите Американски држави над 200.000 луѓе. И овој представник што ќе го изберат гласачите од ЕКА во Соединетите Американски држави и Канада, ќе ги представува сите граѓани на Република Македонија кои што живеат тука и нивните интереси и барања ќе ги представува во Македонија. За можноста на гласање по електронски пат, Јолевски коментира дека тоа би било можно кога ќе се создадат услови за заштита на личните податоци во некој нареден изборен циклус. За критиките дека учеството на диаспората на овие избори е пребрз чекор и скапо ќе ја чини Македонија, Јолевски возвраќа. Видите, во принцип, демократијата не е ефтина. И ако одредено лице треба да оствари одредено демократско право, не е важно колку чини тоа. Битно е тоа право да му биде дадено на граѓанинот, на индивидуата. Овие избори амбасадорот ги гледа како шанса за иселениците да почувствуваат дека се дел од Македонија и дека можат да донесат промени во политичкиот живот.